Кој патил и кој тргал знае, чита Александар Станојков. Фатило да му капи на некој човек куќата која заврнало и зел скалата да се качува за да и фати капчите. Немој не качуј се човеку, му рекла жената. Оти не ти од занаато, може да паднеш као што падне на штатко ми, Бог да го прости, да ем дирамидите искрши, ем паднувајќи се утепа. Да Господа чува и ти да не паднеш. Ај од тука мори никаквице крши си глава, ти мене ќе ме учиш. За 2-3 капки дека ќе сум заварал па ќе сум паднел. На тоа згора жената му замолчала, чунти, треба да се скараат, а и срамота е било од комшиите. Се качал мажо и почнал да и бара капките и да и фаќа. На 5 места фатила, на 50 окршил ga зејќи ги рамиди и кога дошол да слегува, се нурнала скалата и лимпрч сторил мажо на земи, ти се скапа сиромаја која паднал. Легнувајќи в постела, ја рекол на жената си. Слушај, вамо жена, пријатели што ќе идат да ме видуваат, сопрво ќе и прашаш, дали паднале од високо као што паднав јас? Кој ќе ти речи оти паднал, него да ми го пуштиш, а кој ќе ти речи оти не паднал, да не ми го пушташ, оти ти знаеш после. Немајќи го човеко надуќа, отишле дома да го видат што му е, арно, ама жената само еднега беше го пуштила да го види, што беше паднал од високо. Море, што така бре, пријателе, му рекол Ѓерчмишока, паднав од куќи. Бре, брго соли кромит клајмо неколку пати ќе ти оздрави. Виде жено, кој патил и кој тргал знае да ти каже, а кој не патил шега ќе ти се бие и ќе ти се смеи. Ете, затоа ти реков да и прашаш секого што ќе дојди да ме види.